4 август 2016 година следуваат регионалните вести на КТВ телевизија. Нов слој асфалт добива патот градско Дреново на барање на граѓаните. Таму денеска беше колешката Миријана Мукаетова, следува нејзиниот извештај. Отпочна поставувањето на нов асфалтен слој на патот градско Дреново, кој во делот на Росман добива проширување од двете страни со 2,5 метри. Ова реконструкција се случува набрзо по барањето од страна на земјоделците до председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Земјоделците не го кријат задоволството од брзото започнување со реконструкцијата на оваа патна делница, која ќе донесе многу бенефити во транспортот на земјоделските производи, до откупните пунктови и безбедноста на патот. Овоа што го донесе одлука, одлука што донесе владата е многу убава, сега да се направи да се прошири патот, па кога ќе се пушти тие другиот пат ќе биде уште поарно. Али вие сега моментално е многу тесен сообраќајот тука, многу густе и ќе биде убаво. За земјоделците, за сите, трактори тука дневно има по 500 трактори што минат. И тие трактори сите што одат тука прават гужва на сообраќајот, друго кој ќе се расшири уште 2,5 метра патот. За нас значи многу затоа што ќе се растерети малце сообраќајот и ќе се подобар живот ќе има. Плюс тоа многу до сега беше многу раскопан патот према Дреново, тамо од Камендол до Дреново беше многу раскопан. Тука исто до градско беше раскопан и тешко се вози. Сега, ако го направат ова, ќе биде супер нешто. Градоначалникот на Росоман Стојан Челазов открива дека целата реконструкција треба да се заврши за 2 месеци, пошто општина Росоман ќе инвестира со асфалтирање и проширување на приклучните и исклучните патишта кон магистралниот пат со поставување на нова вертикална и хоризонтална сигнализација. Мене ми останува само да се заблагодарам на владата на ВМРО ДПМН, на председателот на партијата сега, тогашен премиер, кој што навистина тоа што го вети го исполнува еве пред граѓаните на не само на општина Росоман, што овој пат најголем бенефит ќе видат сите кои што патуваат на делницата градско према Прилеп, односно према Охрид и Битола. Така да ова е само уште една побезбедносна ситуација која што ќе ги земјоделците стави во позиција да не бидат толку многу загрозени и овие земјоделски производи кои што ќе поминуваат низ општина Росоман да не бидат значи нагмечени, натратени со самиот превоз. Јас како градоначалник во сета ова прилика би сакал јавна благодарност до председателот кој што навистина си стои до зборот и кој што еве веќе четврти ден се работи на ова делница со нов асфалт. Какви се предвидувањата кога ќе биде завршен патот? Па моите извори кои што се во Македонија пат и во Министерство за транспорт и врски се тоа дека за 2 месеца се ќе се заврши до Мотел Дреново. Бенефитот е огромен. Јас тука мора да кажам дека ние покрај обновувањето на асфалтот, таму кај што не е обновен низ самото населено место Росоман, ќе го прошириме со должина од 1 километар, а ширина 3 метри. И самиот магистрален пат, тоа ќе значи на оние приклучни и исклучни точки кај што имаме раскрсници, обележување вертикална, но и хоризонтална сигнализација, која што ќе помогне значи, во справувањето со сообраќајот, односно одстрнувањето од магистралниот пат и приклучокот на него од самите мештани на Росоман, но навистина ќе значи безбедност во самото движење на сите возила, трактори, како што кажав пред малку, значи тракторите ќе се движат по рамен пат, нема да ги нагмечуваат своите производи, односно на нас праската ни е многу важна, таа навистина е премногу осетлива кога се транспортира. Тука мора да кажам дека се погриживме и како локална самоуправа да и веќе избравме и фирма која што ќе го гради патот локален Росоман Сирково, кој што во една блиска иднина ние веруваме и сигурни сме, не само што веруваме дека ќе се прави експресниот пат од наплата станица кај градско према Дреново Мотел. Овој пат локален Росоман Сирково ќе се поврза
побрзина овој пат и во една многу блиска иднина, а ќе значи за земјоделците унапредување и на економскиот дел, ќе го приближи Сирково до откупувачите. До сега откупните пунктови се правеа само во Росуман, зошто не би се правеле и во Сирково, бидејќи овој експресен пат минува на 500 метри од Сирково, а исто така ќе значи и за сите оние луѓе кои што своите ниви, своите површини ги имат на овој пат, односно самото движење исто така ќе биде многу посигурно. Локализиран е пожарот во Гоцевата шума во близина на селото Курија, кој избувна вчера попладне по 16 часот. Пожарот кој вчера околу 16 часот избувна во Гоцевата шума во близина на селото Курија е локализиран, информираа денеска од Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарникарите интервенирале на гасење на пожарот до 1 часот по полноќ. Во гаснењето учествувале 8 пожарникари и 3 противпожарни возила. Помогнале и 13 работници од подружницата на Македонски шуми од Димир Капија со едно возило, 3 кавадаречки пожарникари со противпожарно возило и една цистерна од компанијата Кожувчанка. Огнот зафатил трева, лозија и дел од шумата на површина од 30 хектари, а пламените јазици се ширеле поради силниот ветер. Дирекцијата за заштита и спасување информира дека преку своите подрачни оделенија ја следи состојбата на терен со пожарите во земјава. Од Општинската организација на Црвен крст Неготино им соопштуваат на граѓаните на Неготино дека поради зголемените потреби од крвни единици во текот на летниот период, на барање на Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија, Општинската организација на Црвен крст Неготино организира вонредна крводарителска акција. Акцијата ќе се одржи на 11 август, четврток, во салата на Општина Неготино во периодот од 9 до 14 часот. Затоа се молат граѓаните од Општина Неготино да ја изразат својата хуманост и солидарност со доброволно дарување на својата крв за да се спаси нечiji живот. Крвта е незаменлив лек кој не се знае кому и кога некому ќе затреба. Дарувајте крв денес, затоа што утре може би и вам ќе ви биде потребна, се вели во известувањето од Општинската организација на Црвен крст Неготино. До 19 август сите кои се наоѓаат во избирачкиот список како спорни гласачи ќе можат да го потврдат своето избирачко право. ДИК започна кампања преку која ги повикува граѓаните да си го регулираат избирачкото право. За 39.502 лица се појавија несовпаѓање на податоците при вкрстените проверки за прочистување на избирачкиот список, доколку во предвидениот рок до 19 август тие се пријават во ДИК и покажат валидни лични документи, ќе бидат ставени во избирачкиот список, во спротивно нема да може да гласаат на предстојните избори. Државната изборна комисија ги интензивира активностите со кои ги повикува граѓаните да се пријават во нејзините канцеларии или на веб страницата граѓаните на кои не им се совпаѓаат податоците при проверките за прочистување на избирачкиот список. До вчера до ДИК од 39.520 спорни се пријавиле само 1224 граѓани. Од нив 387 се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека 837 се пријавиле преку веб апликацијата на интернет страницата на комисијата. Утре вечер со почеток во 20 часот и 30 минути во Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци ќе биде отворена самостојна изложба на Новица Трајковски под наслов Од очите на ангелот. За љубителите на ликовната уметност најавуваме дека утре вечер со почеток во 20 часот и 30 минути во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци ќе биде отворена изложба на познатиот македонски ликовен уметник Новица Трајковски под наслов Од очите на ангелот. Новица Трајковски е роден 1962 година во Илинден, Скопско. Неговата едукација започнува со средното уметничко училиште во Скопје и продолжува со факултетот за ликовни уметности во Скопје на одсекот сликарство во класата на професорите Димитар Кондовски и Родолјуб Анастасов, кој што го завршува 1988 година. Член е на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. До сега има реализирано на 40 на самостојни изложби во Македонија и странство, како и учество на многу групни ликовни изложби, проекти и колонии од државен и меѓународен карактер.
Во најновиот циклус на слики од очите на ангелот, изработени од академскиот уметник Новица Трајковски, воочуваме напор за креирање на еден духовен понтонски мост кој што треба инстантно да се инсталира меѓу поставените дела и наблюдувачот и во еден момент да се добие чувство на поврзување на човечкото со божественото. Самата идеја во основа представува голем предизвик, но се чини дека авторот Новица Трајковски, иако интуитивно сосема исправно го трасира патот кон реализацијата на оваа замисла, сугерирајќи ја траекторијата на контактот на база на секојдневните човечки искуства, меѓу кои и воспасувањето на правичната комуникација со помош на очите. Погледот без зборови, само со израз на лицето кое што кажува за состојбата на душата пред да биде кажан и еден збор. Од спортот, уште еден маратон ќе се најде на листата на испливани маратони на нашиот специјалист по спортска медицина, доктор Бошко Илиев. Овој пат ќе плива на Веровското езеро. Нашиот пливач, аматер, маратонец доктор Бошко Илиев ја продолжува годинешнава агенда со испливувањето на маратоните ширум Балканот, ширум Европа. Сепак, наредниот пливачки маратон ќе му биде овде во Македонија. Овој викенд, поточно сабота, на 6-ти, е испланиран еден маратон на нашите простори, едно од нашите прекрасни езера, Беровското езеро. Значи, така го замислив, од онаа моја замисла на промоција на езера во Македонија, секоја година по едно или две, сега ете, ќе го реализираме маратонот на Беровското езеро, во должина од негде на околу 4 до 5 километри, значи во два правца ќе го пливам. Се очекува негде да го пливам околу 2 часа, 2 и нешто. Така да мислам дека успешно ќе го испливам, а за другото ќе се погрижиме сите што ќе бидеме присутни. Ова е соло маратон, значи само јас ќе пливам за појаснување на гледачите, значи соло ревијален маратон, како што го правев лани во Дојран, претходно во Охрид. Значи, самиот ќе учествувам, самиот ќе пливам, ќе биде трката сам со себе, што е можеби и потешко, а Беровчани, општината и комплексот Аурора ветија дека ќе организират едно дружење, еден хепенинг, така наречен, со кетеринг во комплексот Аурора, па мислам дека со пропратна музика, со чадори за одмор и така натаму, значи се најавува едно убаво дружење и тоа е, мислам дека и во преден план, покрај спортскиот дел, оно моето пливање. Па после Перово заминувам во Хрватска, таму имам еден маратон, Рогозница, каде ќе престојам неколку дена и после тоа веројатно ќе дојде на 27 еден нов маратон во Бугарија, на гребната база Пловдив на 27 август. И нешто завршно после има пак во, реков минатиот пат, Европско ветеранско првенство во Хрватска, Порече и Ровиња, ако нешто ги поврзиме и ако се најде време за уште едно наше езеро, Мавровско езеро, сакам исто да го реализирам. Па до сега нема некои контакти, нема некои најави, ја не знам дали воопшто ќе се одржат тие традиционални пливачки маратони на Козјак, на Дојран, на Велешко. Знам дека на Велешко чув дека на 27 август ќе се одржи по трет пат пливачки маратон. За Кавадаци не би можел да кажам, затоа што не сум исконтактирал со Пливачката федерација. Знам дека големиот Охридски маратон е на 20 август. Веројатно после 20 август, во тој период обично се организираат тие неколку маратони. Не би можел подетална информација да ви дадам и за Тиквешкиот маратон, а и за другите маратони. Мене ми е чест и задоволство да ова што го најавив, да го реализираме и користаме прилика моите ценети сограѓани да ги поканам во што поголем број да присуствуваат. Сега времето е жешко, значи благодат е само да се престојува на Беровското езеро, да се следи еден спортски настан, еден раритетен настан, не секојдневен настан на едно пливање мое, така да и ќе ми дадат поддршка и они ќе уживаат во еден убав сончев, се надевам,
летен ден во Берово, каде што температурите се малку и попријатни. Значи, уште еднаш да ги покарам да присуствуваат, јас пливањето ќе започне во 11 часот, мојот спортски дел, а присуство може да биде од 9-10, значи кога ќе стигнеме тамо и да направиме еден убав ден и едно убаво дружење, промовирајќи го и туризмот во ова наша прекрасна татковина. Имаме многу убави места, Берово е еден од тие раритетни туристички места во Македонија. Каратето и официјално стана олимписки спорт. На Македонија сега и се зголемија шансите на Олимпијада конечно да прати спортисти кои би се бореле и за висок пласман, а не само да бидат статисти. На следните Олимписки игри во Токио во 2020 година, Македонија би можела дури и да има спортист со целосно исполнета олимписка норма, а ќе се зголеми можноста за многу поголем успех откако каратето вчера и официјално стана член на семејството на олимписки спортови. На состанокот на Интернационалниот олимписки комитет беше изгласано дека нови 5 спорта ќе се вклучат во олимпиското семејство како дел од програмата за привлекување на помладата публика да учествува на големите надпреварувања. Каратето беше спортот за кој најмногу се лобираше за вклучување на олимписката листа, а покрај овој спорт со епитетот олимписки се здобија уште и бейсболот, односно софтболот, скейтбордингот, сурфањето и спортското качување. За нас најзначајно сепак е каратето поради фактот дека станува збор за еден од ретките спортови во кои Македонија во последниве години не само што учествува на големи надпреварувања, туку на нив нашите репрезентативци знаат да освојат и медали и други признанија. Во една таква ситуација, за очекување конечно Македонија на следните игри во Токио да има и спортисти со А олимписка норма, кои нема да бидат само статисти на најголемата спортска манифестација. Следува временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. УВ индексот ќе биде 8, а температура до 36 степен. Во сабота попладне и во недела во текот на денот, претежно во западните делови ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во недела ќе дува и повремено засилен ветер. Со времето го завршуваме ова издание на Вестите. Секое добро со програмата на вашата КТВ телевизија. Bye.